Голем благослов, магична моја фамилија, голем благослов за сите вас. Добре дојдете на Уналун Тарот страницата и на Уналун Тарот канал. Ова видео е колективно видео и ова видео се надевам дека ви го должев. Енергија да. Пред исчитањето на тарот картите за оваа енергија која што треба да не ја долови моменталната ситуација за случка настан во љубовен енергетски дел или пак во момент да биде нешто во љубовен енергетски дел, се надевам дека ќе поставите прашање или пак ќе замислите желба и јас ќе ви ја одговорам таа желба. Ова ќе биде една енергија која што се надевам дека ќе ви биде достапна за вас секојдневно, енергија каде што ова видео требаше да биде попладнен, но се продолжи една енергија која што сега во моментот го правам за вас. Се надевам дека сите ќе поставите прашање и да видиме дали ќе или пак да замислите желба и да видиме каде ќе води оваа ваша желба или пак оваа ваша енергија со да и не ќе биде одговорот за сите вас и да видиме. Да го видиме одговорот на оваа ваша желба. Ова е колективно читање. Нема секогаш да резонира со сите вас. Ќе биде во енергија да се препознаете или пак да земете добар смер од денешново исчитување на колективните енергии за вас. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни одговорат за вас. Ето поставено прашање. Енергија да. Пашот на пентаклите и кула. Енергија да некој од вас, доколку замислил можност да прави план за нова работна енергија или пак да прави план за материјална стабилност, нешто во вашиот сегментен енергетски стабилен дел, по повод материјалност ќе треба да струшите, да се струши или пак се струшува во овој момент, каде што и ќе можете да правите планови за нареден енергетски дел од вашиот сегментен, буџетен или пак работен однос. Енергија доколку се работи за љубов, ова ќе биде продолжеток на вашата стабилна енергија, каде што некој стар принцип на вашата персона од значење ќе треба да се струши или пак ќе треба да ставите крај на долга енергија која што ве запоставувала во овој однос. Се надевам дека овој одговор ќе резонира со сите вас. Немојте само да ги поставувате истите прашања секојдневно, затоа што нема начин како да ви се одговорат од тарот картите. Тарот картите ги препознаваат енергиите ваши и нема смисла да се одговори на истото прашање. Ајде да видиме за кого денеска ќе правиме муабет. За која енергија најака денеска ќе говориме од типот на оваа љубовна енергија. Нов почеток. И ајде да видиме за
оваа енергија. Кој сака нов почеток со вас? Најверојатно некоја персона која што сака една нова енергија, нова иднина со вас да гради. Ова е најверојатно персона која што го ставила својот минат живот позади себе и сака уште една шанса од вас или пак енергија да оваа персона е во вашиот живот моментално, да сте на дистанца или пак во некоја кавга, енергија да оваа персона сака свеж старт, почеток со вас, за да изгради нова енергија, енергичност, каде што и ќе бидете во можност да донесете битни и важни одлуки. 2 купа. Реципроцитет и енергија. Вака сега, да го почнеме ово исчитување. Значи, овдека некој од вас во оваа енергичност, ова е љубовно читање, дефинитивно, каде што и тарот картите не јавуваат дека оваа ситуација, во оваа врска со вас, енергија да некој спроти вас или пак вие сте во оваа енергија, вие ќе се препознаете, земете вам како ви резонира, улогите секогаш можат да бидат заменети и никогаш 100% не може да биде во енергичност, значи да резонира 100%, доколку резонира, јас ве поддржувам, ве поддржуваат и тарот картите и ви даваат еден смер за што понатаму. Персона спроти вас во претходниот период се повлекла од вас енергија, каде што и можеби и не ви кажала зашто се повлекла, момент каде што оваа персона има во неа носи една енергија каде што треба и да ги расцвета своите можности да биде во своја асертивност или пак да влезе во своја внатрешност. За некој од вас ке значи дека оваа персона има доминантен хороскопски знак во Риба, енергија каде што оваа персона знае премногу да се повлече во себе или пак да се повлече од нормален однос, нормална релација, нормална љубовна врска или пак брачен однос, каде што се повлекува во сам себе и во енергија влегува каде што сака да си ги навигира своите емотивности. Оваа персона дава реципрочно кон вас и вие тоа го сеќате и го знаете, момент каде што може би и довело до една трзава енергија, каде што оваа персона се повлекла од овој однос, но оваа персона за кратко ќе ве контактира или пак ќе дојде на вашата врата, ќе биде во енергија да ви понуди свеж почеток за вас, каде што и новата иднина ја гледа со вас. Момент каде што оваа персона трансформира внатрешен енергетски дел во неа, каде што и кога ќе отпочне еден нов свеж почеток со вас, ќе биде во една енергија, трансформативна енергија, каде што овој нов почеток ќе се гради взаемно. Ајде да видиме за што станува збор. Што било во претходно, да видиме оваа персона што е спроти вас, да опишеме, доколку тарот картите ни дадат во значење. Оваа персона е вашата сродна душа, енергија каде што има и емоции, и доблести,
ви оставила во збунетост, затоа што се повлекла, може би и помалку комуницирала со вас, па вие сте мислеле дека ево енергија на друга енергичност, но тарот картите ви откриваат нешто спротивно. Ајде да видиме која е оваа персона. Токму така, оваа персона дава енергичност. Ќе ви понуди нов почеток, 6 пентакли се и нови почетоци, енергии за нови почетоци. Оваа персона е сама. Влегла во енергија на хермит. Така да, влегла во самосвесна енергија. Оваа персона е осамена персона во принцип, енергија каде што и треба долго за да се одлучи, да донесе одлука за свој исцелување, за свое делување, момент каде што сега доаѓа да отпочне една нова енергичност, една нова, свеж почеток, свеж старт со вас, каде што и ќе ви понуди прави планови, ќе ви понуди момент на реципрочност, ќе ви понуди нов почеток, ќе ви даде она што и требала да ви го даде во претходниот период, а тоа ќе биде енергија доколку сте разговарале за да подкренете вашата енергија или пак вашата љубовна врска на повисоко ниво. Оваа персона токму тоа ќе го направи. Малку е во енергија да е неодлучна, но оваа персона е во принцип сама. Енергија на духовност, енергија на своја внатрешност, многу се повлекува, може да има некој од земјените знаци, да е доминантен земјен знак, а да е во подзнак или пак Венера, месечина, да е во риба или пак обратно. Земете вам како ви резонира. Оваа персона во принцип е премногу стабилна персона. Оваа персона нема замерки, не сака да се расправа, енергија каде што и не се кара, но доволно е само да се повлече во себе. Момент каде што вас ве збунува моментот на тоа неизино повлекување. Оваа персона секогаш влегува во својата внатрешност, затоа што се повлекува во енергија каде што сака да ги избалансира внатрешните чувства, енергија на давање и примање. Што добила, а што треба да даде. Енергија каде што прави баланс сама со себе, енергетски расте, момент каде што овој хермит ни дава можност дека оваа персона и го пронаоѓа своето духовно енергетско водство, каде што и сака да ви го осветли патот на двајца енергетски, на два купа, да влезе во една добра енергетска моментална ситуација каде што и ќе ви понуди да влезете во повисока енергија или пак да отпочнете заеднички живот, да бидете во енергија да добиеш уште една шанса од вас. Момент да ја овозможите уште една шанса од вас. Материјално е стабилна, има енергија, оваа персона ќе ве контактира преку социјални мрежи или пак ќе ве контактира преку мобилен телефон, порака, или пак ќе ви се јави. Ова е млада енергија за некој од вас, може да има и години разлика, но е во принцип премногу стабилна. Ајде да видиме што сака оваа персона во комплетност со вас. Зашто го сака овој нов почеток од вас? Да видиме што се случило во незина енергија. Може би ве излажала за нешто, ве изманипулирала, но тоа не било намерно, затоа што оваа персона во принцип и не е лажлива персона, туку енергетски се заштитила затоа што не сакала да бидете во
нејзина енергија. Кралот на пентаклите, енергија да е во работен однос, 5 штапа, борба за доминација во работен однос, може би имала проблеми околу неговата работна енергија. 6 мачеви, доаѓа со понуда за нов живот. Ова е тоа повлекување, енергија каде што се враќа назад за да отпочнете еден нов старт, еден нов рестарт, каде што ќе ви понуди и едни мирни води, да пловите заедно и да градите ваша иднина заедничка. Ајде да видиме што друго. Стабилна персона, материјално ориентирана, но најверојатно имала и проблеми на работа, во работниот однос. Јас кажав, земјена, водена енергија. Оваа персона од материјалност преоѓа во кралот на куповите. Енергија да. Оваа персона, во нејзе се јавува една огромна желба да ви го отвори срцето, да ви каже што ја мачи, во каква енергија е, да ви овозможи љубов, затоа што двете чаши ни се момент да оваа персона е ваша сродна душа. Вие тоа го сеќате за некој од вас, но оваа персона ќе сака да ви го отвори комплетно нејзиното срце. Ова е кралот на куповите, може да биде секој воден знак, но е посебно истакнат риба во овој знак. Енергија каде што оваа персона е срчана персона, влегува во незината од рационалност, влегува во од материјалност, влегува во енергија срчана. Енергија каде што и ќе се отвори кон вас, затоа што ве сака и ве почитува. И затоа ќе дојде да го направи оној обид последен, затоа што е во енергија дека може би се кае, затоа што од нејзиното повлекување ве повредила, но оваа персона ќе најде начин и тоа да ви го соопшти, да се извини и да ви понуди нов почеток за ваша нова иднина во вашата енергетска вредност. Некој од вас е тажен, енергија да оваа персона може би и не сака премногу да комуницира со вас, но ќе го направи за кратко тој прв чекор каде што и ќе биде во енергија да ви соопшти се што се случувало во незината енергија. Затоа овој хермит е момент каде што оваа персона се исцелува, влегува во една продуховена енергија каде што и се ојачува за да ја изгура или пак да ја овозможи, да ја унапреди неговата енергија која што ја имала на работен однос. Енергија да, може би и била во момент каде што некој од незината работна делатност, каде што работи работна енергија и се заканувал и водел битка со самата персона која што и може би и имала настан кој што изгубила пари, материјалност, па затоа се и повлекла за да се биде во енергија да се рехабилитира. Момент каде што ќе треба да ви се извини и да ве контактира за кратко. Значи тоа ќе биде за кратко во енергетски дел. Ајде да видиме што сакаат да ни порачаат и овие
ангелски тарот карти. За вас денеска, драг мој колективу, за сите вас кои што сте нови, се надевам дека ви се допаѓаат моите исчитувања од тарот картите и дека ќе превземете ваша енергичност, ова се ваши енергии кои што и ви ги појаснуваат некои случаи кои што треба да се случат за некој од вас, кои што се случуваат во овој момент или пак што се случиле, но не знаете се уште што се случувало во зададена енергија. Ајде да видиме и што сакаат да кажат овие тарот карти. Во некоја брза иднина, енергија каде што очекувате и да ви се јави оваа персона, иднина. Тоа не значи дека ќе биде на долги стази, тоа ќе биде на пократки стази, за кратко време е оваа енергија. Вие сте подготвени. Енергија да слушате, да донесете заклучоци, енергија да превземете можност да опростите на оваа персона или пак да прифатите сето она што ќе ви го понуди. Енергија да, денешното исчитување од картите ќе биде во енергија да не бидете тажни, да не бидете во не ваша енергија, затоа што оваа персона само што не пристигнала до вас и не ви се јавила или пак не ви одговорила на вашите прашања кои што сте си ги поставувале долго во вашиот енергетски рационален дел, но сепак оваа персона вреди да се ислуша затоа што е вашата сродна душа и сака да вашата врска или пак енергија доколку се работи за брак, да го стабилизира вашиот брак и да го искачи на поубава енергетска вредност. Се надевам дека ќе бидете задоволни во целиот исход од денешното исчитување на тарот картите. Поздрав!